Почитувани медиуми, добар ден на уште една редовна пресконференција во Стопанската комора на Македонија. Темата на денешната пресконференција последиците врз работењето на странските компании од рецесијата во автомобилската индустрија на глобално ниво. За таа цел на денешната пресконференција, како што може да видите, се председателот и подпредседателот на Асоциацијата на странски компании со технолошко напредно производство во рамките на Советот на странските инвеститори при Стопанската комора на Македонија. И на почеток ќе му дадам збор на председател господинот Виктор Мизов. Заповедате. Добар ден на сите. Како што кажавте, темата на денешнава пресконференција е да ви дадеме некои наши согледувања како она што се случува глобално во светот, во автомобилската индустрија и до некаде поконкретно во Европа, што се предвидувањата за идната година и како тоа би можело да влијае на нашето работење овдека во државата. Прво да ви кажам неколку статистички бројки. Она што се случува во глобалната автомобилска индустрија не е нешто што е почнато во изминатите 2 или 4 недели, тоа е еден тренд кој е започнат пред околу една година. И гледаме дека оваа година ќе имаме на глобално ниво намалување на производството, односно побарувачката за возила од околу 4,3 милиони автомобили, што значи дека 4,3 милиони возила ќе бидат помалку произведени и помалку купени на глобално ниво. Најголемо влијание тука ќе има кинескиот пазар. Во Кина ќе има намалување кое е околу 2,5 милиони. Потоа следува Европа, а дури најмалку влијанието и намалувањето ќе биде во Северна Америка, посебно на американскиот пазар. Она што е специфично е после растот околу 28 години во Кина, оваа година има намалување помеѓу 12 и 13% во продажбата на возила и 15 од последните 16 месеци има намалување во споредба со истиот период од претходната година. Во Индија тоа намалување е уште подрастично, таму има намалување од 25 до 30% во продажбата на месечно ниво, споредено со претходната година. И оние земји кои беа главните двигатели во зголемување на побарувачката за возила, БРИКС земјите, има целосно една инверзија. Предходно Бразил беше единствената земја каде што се продава помалку возила, сега Бразил е единствената локација каде што има повеќе продажби, додека Кина, Русија, Индија и Јужна Африка намалувањето е драстично. И тука она што е специфично е дека гледаме дека не се афектирани сите производители на ист начин. Најмногу афектирани се претежно премиум производителите на возила, во она што го гледаме, посебно Jaguar, Land Rover, Audi на глобално ниво имаат поголемо влијание на паѓањето на продажбите, но истовремено гледаме и Volkswagen, кој минатата година беше најголем производител на глобално ниво, има некое намалување на оваа година и голем број од локални кинески брендови, не значи дека тие само работат на кинескиот пазар, некои од нив се и глобални, но сепак тоа се гледа дека има намалување на нивните активности. Сите овие резултати, пред се прво сакам да кажам кои се причините за ова, а потоа што некои од овие компаниите превземаат на таа тема. Пред се, кои може да бидат причините? Причините прво е глобалната трговска војна помеѓу Кина и Америка. Тука има многу непознати што и како, кој каде го лоцирал производството и на кој начин можеби треба да се оптимизира она каде компаниите ги произведуваат своите производи за глобалниот пазар. Несигурноста и незнаењето што ќе се случи со Брексит, бидејќи Брексит, ако гледате глобално, посебно за премиум производители за возила, Америка, Кина, Германија се првите 3 пазари, а Велика Британија е четвртиот најголем пазар за такви возила. Потоа тука е регулативата. Регулативата од гледна точка на сите оние по-стрикни регулативи околу користење на дизел возила или емисии на јаглерод диоксид, потенцијалното зголемување и регулативите за електрификација. И таа електрификација не е иста на секој континент, бидејќи е многу полесно тие регулативи од страна на државата и потреби да се имплементираат, например, во Кина, отколку во Европа или во Северна Америка. И на крај, тука е целото она економско, ќе речам, успорување, бидејќи гледаме дека некои глобални економии
Германија, Италија, Велика Британија во Европа, но истовремено дури и Кина и Америка имаат намален економски раст од колку она што беше резултатот минатата година. Целиот тој процес на автономни возила како нова технологија и на крај дали младите луѓе сакаат да користат возила исто како што сакале пред 5 години или дали сега има други алтернативи за кои ќе ги направат нивните пари или нивните средства поинтересни на што да ги вложат своите пари. Она што гледаме е дека веќе некои од глобалните производители на возила најавуваат намалување на бројот на вработени и отпуштања. Отпуштања на времено вработени луѓе или пак некои структурни отпуштања, што не значи дека тоа ќе се случи само оваа година, тоа било некој тренд кој би траел можеби 2 до 3 години, бидејќи ова намалување на производството нема да биде само во 2019-та, бидејќи има некои индикации дека на производството, на нивото на производство од 2018-та глобално ќе се повратиме дури крајот на 2022, почетокот на 2023. Значи има еден процес на намалување и потоа благо враќање на таа нормала од минатата година. Така да Nissan, Ford, BMW, Honda, Daimler, Fiat, Audi, General Motors и Audi, Jaguar Land Rover, сите овие компании веќе имаат јавно објавени бројки на намалување на бројот на вработените. Не значи тоа дека се случува само во Европа. Зборуваме овдека на глобално ниво. Истовремено и компании кои се нивни добавувачи. Некои од најголемите глобални добавувачи, значи Bosch, Continental, Michelin, Brose, веќе најавија намалување на бројот на вработените. Но она што барем ние како компанија го гледаме, но и мислам дека општо е посебно за компаниите во Европа како добавувачи, овој пат е малку поразлично од она што се случи пред 10 години. Голем број на глобалните производители на возила едноставно го имаат задржано нивото на производство или малку е само намалено нивото на производство, иако побарувачката е намалена. И на тој начин производителите на компоненти се уште произведуваат по истите првобитни планови, што значи дека некои од овие компании креираат дополнителни залихи. Но истовремено сега веќе се надзираат ситуации каде што крајот на годинава, обично во Западна Европа не се работи 2 недели за време на Божик и Нова година, се додава 3-та недела во тој период на неработење. Значи полека, но сигурно гледаме дека ќе има тука влијание што директно, не велам само индиректно, директно ќе се одрази и кон добавувачите. Но ова како бројка, може би јас би рекол, би влијало некаде 3 до 5%, зависно од миксот, зависно од за кои крајни компании ние работиме. Како што кажав, некои компании се повеќе афектирани, некои се помалку афектирани, некои специфични модели на возила се продаваат подобро од други, така да не може да се каже точно како која компанија ќе е погодена, но тоа сакам да апелирам, ова немојте да сватите дека ова значи дека некој ќе почне да отпушта вработени овдека кај нас. Тоа значи дека потенцијално во следниот период некој од нас како компании би имал намалена побарувачка за своите производи. Како што кажав, 3 до 5% е нешто што барем за сега очекуваме, што значи дека потенцијално би се намалил извозот за таа вредност, бидејќи ќе има помалку возила за кои ние треба да произведеме, но сепак компаниите кои се технолошко напредни со производи кои се за електрификација, за електрични возила, за автономни возила, ќе бидат различно погодени од некои компании кои се повеќе можеби трудоинтензивни, бидејќи се што е поврзано со електроника, дури ако се произведат помалку возила, процентот на електроника по единица на возило е толку зголемен, што дури кога имате помалку возила, тоа значи дека некој добавувач треба повеќе да произведе за да ги задоволи тие потреби. Така да, она што е влијание нема да биде линеарно кон сите, туку некој ќе биде можеби малку повеќе погоден од некој друг. Сега да му дадам збор на Борјан да ви каже тој од негова гледна точка како ги гледа работите, па потоа можеби и повеќе да коментираме.
Добро, нема да кажем нешто драстично поразлично, значи во Европа плюс имаме и еден тренд на, да речеме, зголемена конкуренција измеѓу различни OEMs, така да тоа уште плюс допринесува на ова Виктор што го објасна за намалување на прогнозите за продажба купна на возила наредна година. Не би очекувал да имаме некоја драстична криза во овој момент, меѓу другото затоа што и од макроекономски аспект владиве, поготово во Европа, концентрираат доста ресурси на ефтино финансирање или субвенции врзани за нови технологии, односно за електрични возила. Значи, ова може да биде и можно за некои компании да имаат изголемена продажба ако искористат ова конјунктура на вистински начин. За она што е во Македонија како структура и членки на асоциацијата, од она што го гледаме, ја би спомнал 3 работи кои ќе бидат главна тема на наредниот период. Значи, прво ќе е рационализација на трошоци. Ова може да го преведеме дека со вториот момент на поголема иновација, односно зголемување на продуктивност. Значи, тоа е заедничка тема за сите компании што се во Македонија членки на асоциацијата. Меѓу другото, ќе дојде момент каде што, ајде и од мое лично мислење, нема да може да се надпреваруваме со цена на работна сила, туку ќе мора да се надпреваруваме многу повеќе на квалитет, на временост на испораки и вкупното ниво на иновации. Не очекувам, како што реков, да биде толку драстичен пат како 2007-2008, но наредните 2 години ќе бидат поприлично интересни. На глобален пазар веројатно ќе има и одредена концентрација на производители на коли. Верувам дека го видовте минатата недела написите за можно спојување на Peugeot и Fiat. Тој тренд веројатно ќе продолжи и на ниво на Tier 1, Tier 2 саплаери. Може некој од тој ефект ќе се одрази на фирмите што се тука во Македонија.